Брчиме со Дуле, нова епизода. Добре дојдовте. Денес повторно со нас Владимир Ивановски дади режија, Кумбата монтажа и се друго. И денес со нас е Кико Зезалица. И сакам да искористам ова прилика, Кико денес е асистент на режија иначе. Сакам да искористам ова прилика да му се заблагодарам за цел труд што го вложи во мене, што ми помага нон-стоп. И сакам да ве замолам сите да ја заследите Зезалица, затоа што има многу интересни забавни содржини кои што може да ви го разубат денот. Така да subscribe и лайк на Зезалица има на TikTok, има на Instagram, има на Facebook. А денес со мене е Николче Талевски. Добре дојде Николче Талевски во Брчиме со Дуле. Добро ве најдов, добро вечер од мене на сите ваши гледачи. Ти благодарам за поканата да учествувам во ваше шоу, де посакувам многу успех. Фала ти. И сум убеден дека со ваква екипа ќе имате голем успех. Да се надеваме и кон то целиме нормално. Ти си еден од многуте наши сограѓани што замина во странство по подобар живот, ај така да се изразам, ама има многу приказни, многу причини заради кои што луѓето си заминваја и како и зошто заминваја да барат шо барат. Твојата приказна е малце со еден со како да речам, со позитивна е. Има исходот е позитивен и тебе ти се случи нешто убаво. Сега тоа ќе го кажеме што е тоа нешто убаво. Сакам да пред да почнеме еден муабет да ми го разјасниш, ти си од Демирхисар. Да. И ко работев карго и коде во Демирхисар, еден човек еднаш ми рече до ден денес мислам и остана, не знам да го објаснам. Слушај, рече, има луѓе, нелуѓе и демирхисарци. И не сватив дали ми го вели во позитивна конотација или ми го вели во негативна конотација и ми беше незгодно некој да прашам, да не навредам. Дали ти го имаш слушнато тој муабет или некој така? Не, ќе морам да те коригирам тука. Јас верзијата што ја знам е дека има луѓе, нелуѓе и жванци. А жванци. Да, тоа е моментот, конкретно за жванци. Си се представуваат како посебни малку. Така, затоа. Добро, овој може сакал и Демирхисарци. Може би тој поопширно го кажал, но кажи ми ти, пред да одлучиш да замениш за Германија по подобар живот, остана тука без работа, како што ми кажа претходно кога пиевме кафе. Кажи ми, тешка е одлуката да остаеш се овде и да замениш да бараш поубав живот? Па секој си има своји причини за да се одлучи на такво нешто. Не е лесно, меѓутоа мојата приказна започнува од едно незадоволство, бидејќи како што ти кажав, бев вработен тука во село Слепче, во Демирхисар, во една руска инвестиција. Имав супер период, имав супер работа, меѓутоа со почетокот на короната влијаеше многу на нашата работа, бидејќи изработувавме обувки за балет и тогаш нели се престана, се закочи, така закочија и концертите за балет, падна работата и останавме не наеднаш, меѓутоа постепено без работа. Ама вие бевте и татко ти и брат ти таму, заедно сите бевте, така? Да, таму бевне фамилиарно сите. Јас 7 години мислам дека таму бев. Започнав од најобичен работник, стигнав до поодговорна функција и со сето тоа кога се случи со короната, како што напомнав, почувствував една незаштитеност од државата, од институциите. Малку бев разочаран и од институциите, бидејќи бев во контакт со самите институции и дознав и видов како се функционира. Нажалост. И тука еден порив кај мене се уаше, постојано барав некои правди, влегував во дискусии со одговорните лица во институциите и правда тешко да се истера. Па за жал, така е, да. И тогаш во тој момент дадов, не бевне се уште официјално отпуштени од работа, меѓутоа кога увидов дека е веќе крај тука некаде, бидејќи и самиот газда не остави многу долгови,
како на вработените и на многу фирми од околу за кои јас лично бев одговорен во комуникација со нив и ми беше непријатно од сето тоа. Прво што ми текна на памет во таа ситуација беше да си ја барам среќата и да продолжам да одам напред во некоја друга држава. И замина Германија, претходно сигурно никој немам слушнато некој дека така ќе оди сам без да има некој таму дека роднина, пријател, другар, нешто, сигурно си се исконтактирал со некој, си се информирал. Како оди та работа? Оти јас, например, имам многу и јас другари што се во Германија, во Швајцарија, ваму таму, да никогаш не сум правил муавет, како е цела таа процедура. Кога започна сето ова со работата да паѓа надолу, го осетив моментот и имав еден другар, пријател, познаник, да кажам, од Демирхисар, кој веќе таму беше 7-8 години во тој момент. Да, и му се јавив чисто онака да променам малку средина, да одам на гости кај него, тоа го направив, бев кај него на гости, 7-8 дена. Разгледав, видов што е, како е и така од околу што викаме го прашав дали има некакви шанси доколку имам можност да дојдам. Ми кажа дека не е никаков проблем, што е во негова можност дека ќе ми помогне сега, не може тоа така, да ми даде нешто на готово. Да, на готово. И кога дојде моментот до тука да биде, само му пишав, вика сум малку во гужви, купив куќа, реновирам, ама сепак ќе ти помогнам. И тој дечко сега веќе ми е кум. Браво, да, поздравиме тогаш. Поздрав до кумот. До Дарко. И никој не очекуваше дека така брзо ќе замине. Едноставно, например, на први купив карти за 6 септември и така и заминав. Почетоците? Тешко? Тогаш, кога стигнав, имаше се уште тие карантини и бев сам, 7-8 дена, мислам, таму лежев како во карантин, нели она, што беше како мерка. И после тоа ме однесоа, ме прошетаа, ми покажаа што е, како е, првите впечатоци, знаеш, еуфорија, да, се е добро, гледаш средено место, богато, добро и окей, али кога започнаме да бараме работа, не беше баш се така сјајно, едноставно, но излезе прилика, прилика која не ја посакував. Уште на почеток му кажам, му викам, ќе работам се, само немојте молам градежништво да работам. Градежништво, да, никако. Идам од канцеларија, од работа добра, со документи, со институции, не би можел тоа да го прифатам. Тој вика, немој да пребираш сега, сите треба да знаете кои доаѓате дека на почетокот прифатеш што и да се понуди. Добро, викам, види нешто ако е во можност ДХЛ, некои тие пошти, карго, бидејќи имав претходно искуство со таква, со транспорт, со логистика, викам би можел тоа да работам, меѓутоа не оди се по желба и по план. Првата прилика што се отвори беше градежништво. Тоа што не кеше на тоа се надена. Тоа е, да. Немам можност да бирам, ќе започнам, меѓутоа со мисла дека нема тоа да го работам постојано, дека ќе сменам. Ќе се потрудам и во средина каде што не познаваш скоро никој, не познаваш јазикот, не познаваш како функционира системот. Ти ојде со руски јазик, ти руски збораш. Да, јас тука го совладав рускиот јазик, бидејќи каде што работев беше руска инвестиција. Го совладав рускиот јазик, меѓутоа со германскиот Нигутен Морген не знаев да кажам. Тешко германски. Ама ете, уште една предност имаше во таа градежна фирма што 70-80% од вработените беа македонци. Полесно. И тука беше олеснително малку да функционира. Ама за да напредваш таму и да не останеш ти на таа градежништво функција да ја речеме, мораш да учиш. Сега да ти кажам искрено, имам некој впечаток дека многу од нашите што одат таму не се со некоја амбиција да научат германски за да му биде полесно да влезат во општествениот живот за да се разберат. Ти почна да го учиш германскиот, ко стигна во првиот период или кога се реши дека сакаш да подостаниш да напредваш? Види, во тој поглед се зависи од самиот човек, од поединец. Ако и тука си бил некој амбициозен и сакал постојано нешто да напредуваш, да учиш, да се стекнуваш со нови знаења, претпоставувам дека и таму истото важи, истото правило. Бидејќи сум јас таков човек, и таму истото го применив. Колку што можев, колку што ми дозволува и силите и времето, постојано на тетрадка си запишував прво зборовите кои ги користев на работа, за да можам да влезам во процесот. И после тоа
зедов некои онлайн курсеви, нешто и дојдов до некое ниво за да можем да функционирам. Ама тоа ми беше зборот, значи си се потрудил. Си решил дека треба да се потрудам, да научам за да ми биде полесно. Мораш, некои избираат, остануваат на тоа прво ниво и после тоа почнуваат тие разговори. Ние работиме валкана работа, ние работиме тоа што никој не го работи. Меѓутоа јас уште кога тргнав и кога се вработив таму бев со план да секоја година да одам се напред и напред, да, како што можам. Во твојата приказна многу мене ме фасцинира, јас не сум некој романтичен тип, ама така твојата приказна ме фасцинира со твојата денешна сопруга Јулија. Многу ме интересира како се запознавте и како се роди цела таа љубов, па после си оформивте семејство, имате и синче. И ме интересира како се запознавте. Многу ми се тие и код филми е некако се запознавате на интернет, не знам, нормално сега на интернет, ама како одеше сето тоа многу ме интересира да ми кажеш. Да, Јулија се појави во вистинскиот момент, кога ми беше најпотребно. Тогаш беше моментот кога одлучував се враќам во Македонија или останувам во Германија. Тешка работа, доаѓав дома, нели, градежно извалкан со бетон цели, со кал. Седнував на креветот изморен до максимум и си мислев, Никола, зашо ти беше ова сето? И плюс тоа сам. Немаш фамилија, немаш деца, немаш со кој да споделиш сето тоа да се мотивираш малку да те поддржи. И тука бев некаде. Се враќам, не се враќам и дружејќи се со пријателите, со луѓето кои ги запознав во тој момент. Запознав еден дечко од Велес, тој имаше сопруга од Украина исто во моментот. И бидејќи знам руски како што кажавме, со сопругата негова се запознавме, разменивме некој муавет што се вика. И вика, гледам дека знаеш руски, јас имам една другарка што има можност да те запознавам, па тука натака сето тоа си ја ваш. И кај се наоѓа таа другарка, моментално во тој момент Јулија се наоѓаше во Турција, работеше како детски аниматор во еден од хотелите. И првата моја реакција беше така малку негативна, викам, таа Турција пак по интернет такви работи. Мене тука ми треба, да, песимистичка баш. Ако вика пробај, викам окей, добро, ајде. Помина некој време, ајде викам ќе побарам на Facebook, ќе видам да размениме некој муавет. Така тргна комуникација месец-два на Facebook, почнавме да се слушаме камера. Видовме дека нешто има по на првичните разговори. Таа имаше договор на пример до октомври таму на работата. Запознавањето беше околу август, така крајот на август. И се одлучи на таков чекор да ја остави работата, да ја замрзне и да дојде на гости кај другарката своја, која беше на некои 20-30 километри од мене. Дојде на гости, ја пречекавме на аеродром, нели, и секој ден после работа го користев за да се запознаеме подобро вака. Супер. Така, тука видовме дека има нешто. Излезе искрата. Баш така, баш. И тоа беше вистинскиот момент и тука решив дека останувам. Дека тоа е тоа. И таа имаше нормално желба да живее во Германија и било соно некогаш и ти беше во Украина? Да. После доаѓањето нејзин остана некои 2-3 недели, мислам дека на гости кај другарката, бидејќи немаше повеќе можност да живее кај ними, доаѓа родителите на другарката. И се врати, го доработи договорот во Турција, мислам дека уште еден месец, па отиде дома во Украина. И по некој, не знам, месец и пол, се врати, дојде тогаш веќе кај мене на гости. Да, и се преселивме во друг град, зедовне друг стан и сето тоа ме дигна малку, дури мајка ми, татко ми, кога разговаравме на телефон пред и потоа ме вика, се гледаше на камера разликата твоја, освежен, доби боја, ти светна ја очите како се запозна, да. И после тоа во зимата, нели, на Јулија е на 30 декември роден ден. За нова година. За нова година ме покани да одам да се запознам со нејзините дома. Тогаш баш нешто се слуша, муабети, ќе почнува некоја војна, се спрема нешто околу тој конфликт. Некој другари ми вика, седи кај ќе одиш, викам, не, ќе одам без разлика на се, јас не ја пропуштам шанса. Готово се стегнав, не пуштам се. Да, и во меѓувреме стапив во контакт со нејзина другарка што
работи на такви организира некои свадби, некои запросувања или родендени било што, без Јулија да знае, и организиравме запросувања. Кажи ми за запросувањето. Да, стигнавме во Украина. Извиниш ги да прегам, ти така романтичен си? Па се трудам. Сакаш? Се трудам. Изненадувања да му правиш секој ден такви Па работи? не секој ден, толку? сега, не можеме секој ден, дали, Добро, али Ако и прашаш жените, ти речат секој ден треба. Ти Треба сака, секој бе. ден цвеќе да ни даваш. Не, не треба да цвеќе секој знаеш ден. како на почетокот сите сме романтични, да не се лажиме сега. Да. Ама тогаш нема да е изненадување. Дури не ни се смачи. Дури не ни се смачи за 5 минути. Да, се трудам понекогаш така и сега ти Не, купам не се некој смеам јас. цвеќе. Да. Супер е сето тоа. Да, и стигнав во Украина, беше многу ладно со воз. Летавме до Киев и од Киев со воз патуваме до Каменскоето, до Днипро, градот долу се наоѓа. И прво Јулија не сакаше да го прослави роденденот. Па јас се убедував, ајде покани друштво сега, јас сум дојден да ги запознам сите. Таа не, дома ќе си прославиме. Не, викам, ајде, организирај Ма на кочница кафана. наиде. Да, организирај кафана, викам, ти ги поканиш сите и ќе ги запознам така јас. Близко, ајде се убеди, а таму беше организирано Се. се веќе. Ако не се согласеше ќе ми пропаднеше. Значи тоа. преку другарка и ти организираше прстен, купвање, цвеќиња, прослава, сите тие Да, работи. буквално се оставив на неја. Ми кажа прилика таа како планира и Вакви мажи појке. Цврц. да, беше супер. И почна забавата, дојде сите гости, па дојде на маскота таму како панда, па малку играше таа со неја, па јас легов на долниот спрат како во трговски центар беше. Таму ја чекав послано со рози, со букети, со Со прстеноти. сите мастрафи. Баш како што треба, си клекнав на колено. Да не му рече да се договориме. Власите така бе, да се договориме. Не. За среќа да кажа. Среќа, да. Знаеш што ме интересира таму? Јас имам сна од Украина, ама јас па никош немам оден од таму и многу ме интересира како гледат тие на бракот, на тие традиционални вредности таму. И ние сме, како да речам, не сме многу различни како народи со украинците, вака колку што можем и со сната да разговарам некогаш и со тебе некнико правевме муавет. Ме интересира како те примија, како си помина таму со сите тие луѓе, со родителите неизини. Како го гледат тие тоа? Да, види, Дека не и можем... ти си дојден од Македонија, не си од Украина, ме разбираш, ти знаеш како е кај нас. Сега не можем да кажам генерално како е за цела Украина, За меѓутоа, твоето искуство, да. моето искуство, За твоето. Многу позитивно, значи бракот како институција многу се почитува, многу се гледа со внимание и се дава на важност. Што е важно, подпис или прстен? Или двете? Па кај ними по нивните традиции, тие кога ќе кажеш свадба, за ними свадба значи подпишување. Подпишувањето и тогаш тие го прават чинот со бурмата на самото подпишување. И си има некои традиции тука што малку поразлични од нашите, меѓутоа во глобала исто е. Ги испочитував некои од нивните нормално, после запросувањето се вративме во Германија, па по неколку, не знам, недели или месец беше дојдовме тука, Битола, го направиме подпишувањето, бидејќи јас сум од Демирхисар, ама по лична карта сум од Битола и морав тука да се подпишувам, нели? После тоа најблиските направиме на мала фамилиарна веселба. Супер. И после тоа се вративме назад и следеше процесот на преселување во друг стан, па промени во работа, значи одма многу промени, да, позитивни. со поддршка, со Позитивни. позитивни, најдов добра работа во фабрика и Јулија остана бремена по одреден период и така после тој период е Тука има дојдено таа тука, мислам освен тогаш кога се подпишавте? кога се подпишавме дојде, после тоа веќе кога правиме свадба, крштевка. Так, тука сега правевте Лани во август. лани во август. Лани во август. Значи пак имаше прилика да види малце како е што е кај нас да прошета. Да, прошетавме, бевме во Охрид, бевме во Скопје, Битола нормално и многу ми се свиѓа. Таде игра фудбал. Таде за годините негови, сега има 2 години, пројавува многу голем интерес за фудбалот. Да, и ги гледав јас видеата што ги имаше Клајно на Инстаграм, стварно има усет детето, тоцкаво човече што се вели зборо со топка. Тоа многу ме радува. Рачунај
вака на прв печаток за човек што не играл фудбал, јас не играв никогаш фудбал, имам многу осет за топка. Да. Се надевам дека ќе го наследи тоа, бидејќи татко ми важи како еден добар фудбалер, Владимир Хисарско, да кажам, нема некоја кариера, не знам каква. А јас исто така ги поминав сите школи тука во Пелистер, после тоа во Скопје и со повреда прекинав и сега се надевам дека мојот сон ќе го реализирам преку Тадеј. Супер. Дека тој интерес ќе го држи. Ќе го држи ако види деца се не може да знаеш, може Да, затоа те викам со може резерва. да смени, може и друг спорт ќе ти побара, ама не мора да значи дека никош нема да се врати па и на фудбалот. Ти може нема да го бенди за кошарка, може нема да го бенди за не знам одбојка, ќе му биде фудбалот од сите спорти што ќе ги проба најубав. Што и да избери, сакам само да биде активен во спорт. Да, и тоа е пожелба. Бидејќи сметам дека сите оние некои добри карактеристики што ги поседувам јас, ми се стекнати преку фудбалот. И ти играше, да. Да. Играше фудбал. Едно прашање сакам да ти поставам, сигурен сум дека и твоите сакат да ти го постават. Може да имат поставено, не знам. Братче, сестриче, нешто за таде, дали ќе има... Дали, како мислите сега, не може така. Све крвинско прашање. Да. Секако ние со Јулија уште кога се запознаваме, кажаваме дека сакаме да створиме фамилија, 1, 2, 3 деца, колку ќе дај Господ. Секако дека имаме во план здравје. Како ќе се биде? Да не се спобудалите многу. 3 убаво е, дај Господ, мислам, сега да. Види. Си има тежина, меѓутоа се е тоа. Па јас имам радост. 2 сестри, ние сме тројца, да, ние сме тројца. Па еве гарни се моите што му фали, пензија за тоа. Што ти фали тебе? Мене ништо не ми фали. Мислам, барем си ведам дека ништо не ми фали, не знам што ми фали. Добри другари имаш. А? Добри другари имаш. Добри другари. Не На ти убав кажуват, пат сум не изваен. ти кажуват. Да, убав пат сум изваен. И уште една работа, сакам да ја кажам, таа ќе разговараме во вториот дел од емисијата, што ти си направи своја емисија. Значи, како што ги кажавме хронолошки работите дека ти тргнаја, и после Тадеј дојде емисијата. Да, после се започна. Тадеј си имаш своја емисија, се вика На кафе со, и гостинот кој што ти е овој, и снимаш и кратки видеа, гледам имаш на Инстаграм, со поучни приказни, со пораки за успех, со мотивациони говори, такви работи колку што можев да заприметам. Како ја доби идејата или желбата за да почнеш да снимаш. Оти сега, знаеш, денес сите сакаме да снимаме, ама кој ќе пробам, не пробва. Ти како се одлучи дека ќе почнеш? Што ти беше на иницијалната каписла? Зборуваме конкретно за YouTube или општо? За YouTube прво, после не валја прво YouTube. Не, пошто започнав јас со Инстаграм. Со Инстаграм почна? Да. Добро. Започнав со Инстаграм од мислата што јас пак ќе го спомнам фудбалот, поминав многу време по припреми, по утакмици и се такви работи, паралелно и во Демирхисар бев член на културно-уметничкото друштво Илинден и многу гостувања, многу патувања, меѓутоа денес немам ниту една слика. Нели тој период немаше како сега телефони и се. Лесно, да, Имаше можност, меѓутоа немавме сите такви можности и немам ниту една слика што многу ми е криво. Кога се роди Тадеј, кажав веќе на Јулија одма, викам, те му го документирам секој чекор. Па после тоа ако сака нека ги избриш. Така, тој Да ги имаме на еден фолдер, еден на компјутер, а другите ќе ги клавам на социјалните мрежи. Ако нешто исчезне, барем да има друга копија. Так. Почна да ги ставам на социјалните мрежи, почнаа реакции, нели, позитивни. Јулија започна да го совладува помалку македонскиот јазик по некој збор. Таа си има некој свој талент за јазици, зборува неколку јазици. И тоа звучи интересно, нели? Да. Нас не е интересно кога некој странец ќе се труди да зборува на нашиот јазик. Ставив едно стори, нешто со прашање. Преплавен од реакции позитивни и викам дај ова да го направам како еден рилс, да го склопам, да го измонтирам, го преснимивме, го направиме добро. Па тоа е едно од најгледаните наши видеа со по 200-300 илјади прегледи, тоа за мене во тој момент беше што е ова. Да. И викам па што вака има добри реакции, дај да смислиме нешто, да продолжиме понатака. Јулија, ако имам поддршката, ја имам, значи сака тоа да го прави, пошто ако го нема, таа не може, не се ќе биде со сила вештачки, вака е природно, се двата го сакаме, не е интересно, не прави среќа. А добиваш забелешки дека си цело време на телефон? Сигурно си цело време на телефон.
знаеш веќе што ти Добар одговарам. забележки. Јас секој ден вака ме гледат на криво. Пути сум по цел ден. на Види, сега многу веќе навлегов, со тек на време веќе навлегов ептен, долу ми е интересно ми стана, веќе проширив како што кажа, нели контентот почнаме со смешни такви некои интересни видеа, меѓутоа после не можам јас постојано да имам таков контент, сепак не сум ајде да не Одиш на работа. или К15. Ама одиш на работа, времето е битно, нема врска ти дали си или не си, се можеш да се истанчиш ако сакаш, ама времето е, ти одиш на работа, имаш синче мало што треба да гледаш, Да. имаш сопруга и немаш време ти цело време да се посветиш на то. Да не одиш на работа, нема проблем, ти цел ден контент прави измислувај. Не разбираш? Ми е многу кеф што ти промовираш семејни вредности во твоите видеа. Да. Покрај поучните приказни и твојата емисија си имаш гости, си имаш и своји спонзори. Значи си тргнал на добар пат. Колку што можев да заприметам на YouTube имаш гости од различни области, викаш од бизнис, викаш од спортски. Да, има и спорт. И спорт има исто. И во вториот дел од емисијата ќе сакам да кажеш повеќе за емисијата и за кратките видеа што ги снимаш. Да. На кој начин си ги концепираш своите емисии и што те привлеква тебе за да го одбериш гостинот, како го одбираш, како ги бараш тие работи. Сега ќе направиме една кратка пауза, не ми се моча овај пат, ама мораме да одмориме. Се гледаме. Се вративме назад после рекламите, што ги нема, како рече кумбата тогаш какви реклами си нагледавме убајна. Пред да продолжиме, сакам каналот на Николче е Талевски ТНЈ. Ве молам, заследете го, subscribe на YouTube, има многу интересни содржини, сите кои што сакате фамилиарни вредности, бизнис, како изгледа животот во Германија, има емисии за сето тоа направено и сега ќе ни објасни и малце поќе. Што контент нуди на YouTube за да може да си го гледаме сите. Кажи ми со емисивчето. Кажи ми, гостите во Германија ги наоѓаш таму, се снимаш претежно? Пред да започнам да снимам, нели, Ти, извиниш ке те прекинам, гледам си снимаш на различни локации. Си седнувате, веројатно, одиш во друг град, во посета некој, си наоѓаш локација, како ти е тоа испланирано? на почеток пред да започнам, нели, од кај добив мотивација. Имам можност таква, имам време, додека сум на работа, не е правилно, меѓутоа на слушалки. Не знам колку подкасти имам преслушано, претежно македонски и руски, нели? И од таму ми дојде мотивацијата и увидов дека од она што го гледам јас низ Германија нема такви подкасти да ги наречам или емисии, без разлика како е. И викам зошто да не проширам. Сега сум на Инстаграм и на Фейсбук, да проширам малку и на другите социјални мрежи. И прво пуштив како прашалник да видам дали би имало интерес. Секако прво тука најблиску што можам и да остане во границите на Германија. И нели како што се представив, сум амбициозен, сакам да учам, сакам да напредувам. И викам ќе барам такви дечки кои што се одлучиле да дојдат во Германија и да го направат тој чекор, да создадат нешто свое, да не останат како што кажавме на почетокот на првото ниво. Да. И со сето тоа да јас самиот се мотивирам слушајќи ги нив, значи јас тука не доаѓам како некој успешен или не знам како, меѓутоа го представувам целиот пат што треба да се изоди за да се исполни целта секој својата како што си ја има, да. И имаше интерес. На почеток сакав и да вметнам и некој без разлика ако нема бизнис да раскаже својата приказна зошто се одлучил, што го мотивирало, што го натерало да се пресели во Германија. Имаше интерес и снимив 10 епизоди, првата сезона да ја кажам. Патував, да, одам можеби по 300-400 километри во правец за да ги снимам. Немам вака убаво студио. Се уште. Преубаво. Да. Ке имаш и студио, ке си дојди и сам. Првите неколку
епизоди ги носев со мене Јулија и Таден или Јулија да ми помогне малку со ова, меѓутоа беше тешко. Толкав пат дете да го малтретираш и после продолжив да одам самиот. Па се снаоѓам некако, меѓутоа си има своја тежина. Ама само е тешко, како што кажа прее, правевме муавет, да пазиш на се, и на техника, и на муавет, и на содржина, малце зафркнато. Да, тешко е и сето тоа паралелно изучував се, значи до тогаш не бев толку да речам запознаен со целата таа процедура, па слушај туторијали, па гледај како да се измонтира, сега не дека сум професионалец, меѓутоа основното, она што треба, се сам си го изучив, го изгледав, го изслушав и мислам дека едно добро ниво држам сега. Па имаш втора сезона сега почна. Да, втората сезона почна, меѓутоа не можев сето тоа да го издржувам, нели покрај што трошам толку многу време, потребни се и финанси за сето тоа, па да одиме на левел малку повисоко, нели да земиме малку опрема, нешто подобра и да ни го олесни процесот. Так, апсолутно. И да даде подобар квалитет, одлучив да пуштам можност за рекламирање, да најдам и спонзори, бидејќи од она што го видов во Германија нема некој така како со видео што рекламира. Да. Имаме групи македонци во Германија, таму ќе се напише еден статус, ќе се постави една слика и така се рекламираат луѓето. Меѓутоа сега интернетот ни нуди можност преку видео, мислам дека поголем опфат да се стигне до поголема публика и затоа мотивирани од подкастите што ги слушав, одлучив да пробам јас на таков начин. И се повеќе се навлекувам на сето тоа и веќе една тетоважа клаваш и после те тера уште една, дури имаш пари се да истетовираш. Баш, и за среќа јаве да се заблагодарам до оние кои ме поддржуваат, веќе во втората сезона имам 3 генерални спонзори, помагатели и исто така да напоменам дека имам воведов, да кажам, ајде некој начин, наместо да прибирам некои донации, печатам маички, односно ги изработувам ДТФ техника, дома имам преса, чашки, некои термоси, некои такви, за почеток си порачав ки дизајнер некои логоа што ги измисливме, ние секако поврзани со македонски мотиви, со македонски песни или нешто такво слично. Ги нудам исто така на интернет, секако со сето тоа што да направам некаков ќар, да кажам. Да не продаваш земја македонска. Земи си сега во едно најлонче фрлим, продај му земја. Сето тоа се реинвестира, купувам техника, немав ништо. Имав компјутер, меѓутоа слаб, ајде компјутер, ајде камера и сето понатака сето си оди тоа си бара подобро и подобро нешто. Супер. Така. Ми е зборот што твоето мото нема откажување. Никако правевме муавет, јас се восхитувам на такви луѓе што си зацртале целта и си ја баш и со Мими претходната епизода и тоа истото го правевме муавет, дека човек сам кој ќе си ја тера целта и кој ќе се труди самиот да си го створи нештото, чувството после кога ќе дојде резултатот е најубав. Кога ќе немаш некој да те носи на раце за да си го направиш, тате, мама, знаеш, дај сега 100.000, дај сега 200.000, толку ми треба. Никако, значи покрај се не дека некои трагедии ми се случиле, меѓутоа имало многу сопки, имало палови, меѓутоа никогаш не сум кажал, леле, сега готово се откажувам, готово, немам среќа како што некој знае да кажи, не ме бидува или не знам што. Ако не во тоа, ќе успееш во нешто друго, битно е да пробаш. Да вложуваш во себе, да се надоградуваш, во нешто ќе се пронајдиш, нешто ќе успее, јас така мислам дека нема откажување, одиш напред. Барем сега се уште сме млади, сме во сила, имаме се на дофат, можеме се да научиме, можеме се да видиме. Така да нема простор ту за седни и жали се и кукај, нема. Мислам дека градежништвото во тебе сега го извади. Да. Ако секој може се да направи, да се фати, да се сработи. Многу ми е интересен муабето, што имам и мои другари, да речем многу блиски, да речем и во потесната, да речем, фамилија, што заминале не само Германија и во други земји. Моментот кога ќе стигнеш таму, прега ти малце го зачина тој момент дека си бил на работна, да се откажем во еден момент. Тоа е уствари најсилното што може човек да го извади во тој момент. Дали стварно ќе одиш чекор па напред, ќе го издржиш тоа,
И ме венди се што кажам ова, тоа ме интересира чисто Германија сепак е тешка земја, мислам, не тешка во смисла како лоша, тешка во смисла на закони, на се си има да речам свое флоу, се си се знае што е кај. Како човек од Балканот кој ќе оди таму е, знаеш, кој ќе најди сите овие закони, сите овие работи, поготово кога не знаеш германски, како се сносеше со тие проблеми конкретно. Оти овде веќе забораваш и љубов, забораваш се, гледаш максимално да си фокусиран на проблематиката што те чека, нели преселба. Да, види од фактот кога знаеш дека законите важат за сите подеднакво, дека и Дуле ги почитува, и другиот, и третиот таму, тогаш ги учиш законите, ќе те предупреди тој што е претходно, што ги знае, веќе ќе ти каже на што треба да внимаваш, на што. Едноставно си ги почитуваш и немаш никаков проблем. Се што му следува на Дуле, му следува и на Никола, и на другиот, и на третиот. Без разлика дали си од Авганистан или од не знам каде, или од Македонија, затоа ако ги знаеш, гледаш основните... Расизам немаш виден? Не, до сега не. До сега... Дека спомна се од источните земји, дека спомна и од арапските земји, сепак знаеш, во Европа се уште таа фобија на муслимански свет, но друга Германија сепак гласи за земја кај што е мултикултура во секој случај. Такво нешто немам видено, а и на своја кожа немам осетено во ниту еден момент некакво омаловажување. Дека не си од Германија. Дека не сум од Германија, без разлика што не го знам и добро јазикот, да кажеме, никогаш немам насмевка видено кај тој другиот кога погрешно зборувам или нешто неправилно сум кажал. Нити пак имам слушнато некој повишен тон кон мене, до она што сум го работил досега. Така да во тој поглед тоа е она што многу голем си страв му е да ти повишат тон, не си мал. Види ова што сум голем, секогаш само нешто плюс ми дава, але германците застанати има нешто 10 кила, 15 треба се крени, двајца се вртат од едната страна, од другата страна и на крајот нико ме вика таму, тешко му Никол ќе да го кажа. Нико, одам, тие дека се вртат сами од го кредам госта, вака ме гледа. Тие двајца за полојната ќе ги болела, не знам што ќе ги болела. Нема тие наша школа видено, нема. А пред сакам да речам, има некој од вас гледано германски подкаст? Како би звучело? Подкаст на германски? Подкаст не, серија Dark. Dark ја гледам, на германски ја гледам. Океј е серија, ја слушав на германски, сакав јазикот нивен да го слушам. Подкаст вака да има динамичен некој разговор, германски како ќе звучи тоа. Ќе испукат зидоите, ќе ми падни бојата мене овде ми се чини дека има на германски. Ке поварам баш после да видам што да синхронизираме емисијата. Германски подкаст да видиме. Кажи ми неколку предности што ги има во Германија, ги нема тука. Што се предностите во Германија, тука ги нема? Веќе кажав. Според тебе. Веќе кажав. Истите правила важат, тоа што ми следува мене, следува на секој. Поголема има можност за промена на кариера, да кажам, на работа. Доколку се трудиш, го научиш основно, значи првиот нивниот јазик да го научиш, немаш никакви граници за да напредуваш. Нема. Ако имаш образование од тука, може да се преведи образованието да се признае или нешто дополнително ќе се дообразуваш, немаш никакви граници. Можеш да се стигне до највисоки позиции без разлика од каде доаѓаш. Не ти треба ни партија, не ти треба ни пријател, не ти треба ништо. Секако да, има она препорака, например, мене ме препорачале, ми пружиле рака, меѓутоа од тука натака, ако не го искористи се тоа, нема, џабе ти. Така. Сепак се од себе зависи. Ме интересираше со школото, сега колку има таде? Таде има 2 години. 2. Ке градинка нешто таква работа посетува? Градинката е многу тешка работа, многу тешко може се дојде до место, пренатрупано е. Значи и кајна се пренатрупано е, баш последно имав еден дечко македонец што работи во германската администрација. Тоа е проблемот главен, што администрацијата е многу спора. Меѓутоа тие се ваѓаат со фактот дека е пренатрупана Германија, дека не успеваат и дека имаат многу отсуство од колегите, тешко после може да се замени сето тоа. Извини што ќе те сеќам, ама ли сакам да ти се само да го надоградам твојот муабет. Оти го правев овој муабет сега брзо беше. Во суштина не бев свесен дека Германија уште не е дигитализирана. Да. Единствена места во Европа да речеме како држава кај што ти пиши во продавничиња или во мали пекари ти вика cash only, не примат картици. Значи јас не бев свесен дека јас треба да си извадам пари во мене. Кеш, нели во Европа, тоа е паентата, нешто сегде со картица, апсолутно парче мастика да земиш, можеш со картица да ја помениш.
Овие стрикно преферираат ради тој банкарски систем, си се чуваат парите да останат као демек што поќе овде. И еден од овие моменти баш ти ова сега што го кажа, всушност е дигитализацијата и кој за мајтап сега беше брзо во Европскиот парламент кај што ја искритикува Германија демек. Луѓе што правите, знаеш, онака мрднете малце. И стварно и тој истиот муват ми го каже, она администрацијата му е како кај нас во 90-тите. Значи, колку милиони се низ цела Германија. Хай-тек она имаме администрација ние за германците, овие нашите се ПМ. Ние имаме нова технологија, ама не ја користиме. Да, спора е, меѓутоа на крајот ќе си го добиеш тоа што ти следува без разлика дали е со закаснување или не. Има опција да се пишиш на ред да чекаш како кај нас, оти денес кај нас кој ти се роди детето го запишуваш за оградинка за по 3 години, 4 да почне, ако немаш врски со збора. Да, така е, таа е процедурата, се раѓа детето, го пријавуваш во општината и си чекаш ред. Меѓутоа имаат изнајдено начин, еве да ја спомнам Јулија супругата што работи. Една година се завршува курс, имаат како агенција за млади или за деца, така нешто. Во превод би дошло, ја обучуваат личноста што сака да работи со деца, бидејќи Јулија, како што кажав, работеше аниматор на деца. Во домашни услови можеш да чуваш до 5 деца плюс своето, или пак можеш да си изнајмиш дуќан, било што просторија друга. И тоа до некаде му е субвенционирано на другарите, на родителите од државата во зависност од нивните примања. Остатокот си го плаќаат сами. Еве моментално Јулија работи. Има 5 дечиња моментално и плюс таде. Се работи и функционира безпрекорно. Значи се пријавуваат родители за 2026, од сега уште детето во стомакот на некаде. Браво. Дома на кој јазик му зборате? Таде соочен со проблеми на тоа поле. Јас нормално дека на македонски конфликт на интереси. Да. Збунете. Јулија на руски. Мајката на Јулија исто живее тука под нас. Исто на руски му зборува, а децата кои доаѓаат кај нас што Јулија ги чува на германски. И сега таде најголемиот процент на зборовите што ги користи на македонски, потоа му доаѓа на германски, па на крај на руски. И тоа е интересно што најмногу време поминува со Јулија и слуша руски јазик, а тој зборува на македонски. Поубав ние, поубав. А имате помош од бабата? Дека рече кај вас? Да. Не, таа живее под нас во зградата, друг стан, посебно нормално дека бабите помагаат, да, кога има потреба, можеме да се наслониме. Супер, одлично. И што ќе му препорачаш ти? Јас, например, не ќе. Мене сите другари, многу другари ми заминаа странство. Верувам на сите од вас ви заминаа. Дете, кумот твој е во Германија? Преку 50% се надвор. Надвор, да. Останавме без друштво, без другари, што се вели зборот. Ти една препорака да му даиш на сите што размислуваат да одат, зошто да одат или зошто да не одат? Да, мора тоа да се нагласи, јас во моите емисии го нагласувам. Значи не пропагирам јас иселување на младите во Македонија. Да бидеме на чисто, пошто нели имав и агенција која посредува, снимано интервју со агенција која посредува за Германија, кога веќе некој се одлучил, кога некој сака да си ја проба среќата, трпение. Трпение и тоа што го кажавме, да не се дозволи да се остане на едно место, значи јазикот постојано, секој ден по еден збор да се учи и да се напредува, да се оди понатака. И по една плескавица плюс во Макдоналдс да се прави? Види, се игра малку мајтап со Макдоналдс, меѓутоа на сите ни е таа одскочна даска. Да се разбереме кој да, освен овие на високо квалификувани, например, доктори или не знам што, за тие веќе да, другат скроз. Мора да ги поминиме тие фази. Или си градежништво, или си Макдоналдс, или си ДХЛ, нешто таква пошта. Значи тоа е основата што од тука се започнува се. Сега понатака се зависи од човек. И сега јас пораката што сакам да ја упатаме да не се остане на тоа. Се разбира, не потценувам никој. Има луѓе што таа работа ги исполнува и се остануваат на тоа. Меѓутоа, правиме за млади луѓе, оти младите си ојдоа овде. Да, младите кои се веќе образовани или имаат некои вештини стекнато, значи обавезно да се искористи се што може да се напредува, бидејќи нема граници. Има можност за добра заработка, да се створат добри услови за живот. И за фамилија. Да. Кажи ми, ова сезона што ти е во план да снимаш? Сега во тек е втората сезона, меѓутоа во оваа сезона започнав да снимам и во Македонија, бидејќи
нема така многу голем интерес во Германија и целта ми е, например, еве да снимам тука некој што работи со фирма, например, во градежништво во Македонија и некој во Германија, за малку да се направи споредба кој со што се соочува. И една компарација да се прави така и веќе при крај сум, па понатака ќе видиме. Не знам, ќе се измерат сите параметри, ќе се видат. Не ми е целта да станам некој јутубер, меѓутоа сите овие платформи што ги кажавме, сакам да ги користам за бидејќи се насочувам во маркетинг. Веќе започнав и сега онлайн да слушам курс, да, онлайн академија во Македонија која што се наоѓа. Ти како што кажав, ме навлече сето ова и сакам сето да го насочам во тој правец, да, како дигитален маркетинг и можеби во иднина да ми стане и професија. Дај Боже, јас ти посакувам гледам иднина во тоа. Да ти успеат сите замисли, сите планови што си ги имаш и на професионално ниво, како што сами ја кажа дека сакаш да одиш скалила погоре со твојот труд. Не знам, друго нешто за крај? Сакаш нешто ти да кажеш од тебе, да искршиме масата, да искршиме нешто овде, да акниме. Нема што да кршиме, ова сето што сте оствариле е со љубов направено и не треба да го кршиме. Да, треба да го користиме за После ќе ми искрши жената после мене, ќе ми избрка од дома, кога искршиме таја, го правеше полојната. Да си ја поздравам жена. Тоа е, пораката моја е таа, не сум дојден од некој сега да солам памет, некој успешен бизнисмен или не знам што, меѓутоа сакам да процесот за напредок да го одиме заедно и тој го презентирам ја на социјалните мрежи и да се видиме таму горе некаде со секој. Ајде, дај Боже, па ќе си соработваме ние во иднина, да. Со оваа екипа, бидејќи јас сам многу е тешко, немам екипа, тебе мислам дека ти е малку полесно со овакви професионалци кои сте веќе етаблирани. Со асистентот на режија, тука јас сама кога бев немаше никогаш да почнам. Ова работа, искрено да кажам, не се работи сам. Затоа и мене ми е потребна екипа, и мене ми се потребни соработки. И сум имаш во друштвото ти се дружите, кажа ти дека има македонци. За жал немам. Има некој со таква визија? Немам со кој да зборнам на оваа тема. Зошто толку да немаш? Шо прат толку? Па секој по својот пат, не знам, мене тука ме. Барем еден да имаше заинтересиран. Сега кога сум тука дојден, баш ми е мило што има со кој да зборнаме, со некој од тука позади камерите си споделивме некои работи со тебе и со другите и сега кога ќе завршиме емисијата тука ќе споделиме уште многу работи. Баш, да, тоа ми треба и да слушнам од поискусни, да научам нешто секогаш што го практикувам. Многу ми е кеф што дојде. Кумбата не спои, да потенцираме. Кумбата спомна за тебе. Ми е кеф што дојде, што си поправивме муавет и некни накафе малце што се видовме. Ти посакувам многу успех. И со емисијата, и фамилиарно, и Малио да биде фудбалер број 1 за некои, не знам, 10 години. Да го гледаме по, не знам, во Борусија Дортмунд може ќе игра, дај Боже. Да идиш тука да снимаш, барајне, што можеме ќе поможиме, дојди отснимиме и нас некогаш, може да ти бидеме гости. И се гледаме во некоја наредна прилика, па може ние ќе ти дојдеме во Германија. Ако не викниш. Повелете кога сакате, се заблагодарувам на оваа чест. За мене е прв пат вака како гостин да бидам некаде. Искрено да кажам, ми значи ова. Ова поддршка многу значи за секој, меѓусебно, да се поддржуваме и се надевам дека нема да застане тука. Нема да застане. Дека ќе продолжиме понатака и да успеваме заедно. Бидејќи поединец по поединец тешко. Се надевам, ја разбравте пораката на Николче денес кроз цело емуаве че ја кажа, дека треба заедништво, дека треба упорност и дека треба волја за да си ги оствари човек целите. Ми беше мило што се дружевме со него денес и ми е мило што позади камерите се овие луѓе што ги најавив на почетокот. Тие се мојата поддршка. Се гледаме во наредната епизода, не знам кој ќе биде, нема да ви најавувам ништо. Чао.